Интензивирање на партиските преговори, но далеку од очите на јавноста. Зоран Заев преговара со Али Ахмети, но дали и кога ќе си пружат рака не се открива. Извори на телевизија 24 од Бихачка велат дека преговорите на ниво на работни групи договараат различни детали. Се уште ништо конкретно поради тоа што не е решено главното прашање – амбицијата на Дуи за премиер Албанец. Официјално не се соопштува зашто и кои министерски места ги меркаат интегративците, кои на изборите освоија 15 пратенички места. СДСМ уверува дека е на чекор до формирање влада. Задача на новата влада е да обезбеди ред и дисциплина во сите институции и да расчисти со криминалот и корупцијата на сите нивоа, без разлика дали некој доаѓа од партија, од општина, од институција, дали е експерт, функционер, познат или непознат. Заеднички ќе биде договорен систем за проверка на потеклото на парите и на капиталот кај секој функционер. Преговара и Христијан Мицкоски. Од неговата партија не му веруваат на Заев и бараат да каже со кого ја договорил владата и 61 пратеник. СДСМ да објават со кои партии имаат парламентарно мнозинство формирано, кои се коалиционите партнери на СДСМ, да изнесат детали околу тоа, бидејќи зборовите кои што вчера можевме ги видиме од нивна страна во медиумите, односно од нивни извори од СДСМ, има мнозинство, не се доволни за формирање на влада, туку треба нормално 61 пратеник да се согласи на тоа. Дуи не договорил коалиција ниту со Заев, ниту со Мицкоски. Порача од партијата на Ахмети, откако неколку медиуми објавија дека вчера ВМРО, ДПМН и Дуи се договориле за влада со премиер Лазар Еленовски, кој потекнува од македонско-албански брак. Од Алијансата за албанците велат дека разговарале само со СДСМ, бидејќи според нив е веројатно Зоран Заев да го добие мандатот. Течат роковите за формирање на новиот состав од Илинденска безброј. Од кабинетот на председателот вчера порачаа дека Пендаровски нема да кани никого на разговор, туку ќе го чека исходот од преговорите помеѓу политичките партии. Според уставот, шефот на државата во рок од 10 дена од конституирањето на собранието, мандатот за состав на владата ќе го довери на кандидатот на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во парламентот. Доколку преговорите немаат резултат на истекот од 10 дена, председателот мандатот ќе го даде на партијата што освоила најмногу пратеници. Брифираат од Вила Водно за телевизија 24.